од предлогот на господинот Стеван Анџија, на колегата Стеван Анџија, за да се направат овие заклучоци или да се прошири дневниот ред, најитно колку што може со расправа за состојбите во образованието, за почитувањето на уставот и така натаму. Значи, може ли да се изјасните зошто гласавте против? Дали тоа е толку лошо и толку злобно што го бараме од нас? Или сакате да изигравате нешто што не треба да бидете? Вие реков еднаш одговорница, немојте да бидете притискачи на копче. Покажете малку достоинство. Покажете малку загриженост за оваа држава. Знаете како велат? Никој нема да тепа одека. Господјо председателке, ве молам, ако имате нешто ќе ми кажете после. Немојте да ми префрлате. Прво, не е културно. Председател сте на комисија за образование. Дозволите, не е во образованието ред. и култура. Значи ве молам, немој да ми уфрлате така. Значи вака, ме прозвавте и морам да ви кажам и велев на кога ќе колегите. завршам, кога ќе завршам, на колегите да не Значи, зборува, кога да ќе не завршам, јас со дискутира. нив разговарам, не со вас. После со вас ќе разговарам. Бидете малку колегијални. Зошто е тоа така? Смирете се малку. Чујте ме што имам да ви кажам. Јас алудирам на вашето его, на она што сте, да ми објасните зошто гласавте против. За да знаеме, јавно слово ќе го следи. Зошто гласавте против на овие предлози? Каде е причината да гласате против? Мислите дека не треба да се разговара за образованието? Мислите дека не треба да се разговара за состојбите внатре? Не треба да се разговара за кршењето или уништувањето на македонското кирилично писмо? За тоа не треба да се разговара. Јас сум сигурен дека за тоа треба да се разговара. Постои ли можност да ни се објасни овдека? Колеги, кажете ни, зошто гласавте против? Еве ве прашувам. Повелете сега што имате да ми кажете.